Почитувана председателка, министри, гости, почитувани колеги, присутни, почитувана македонска јавност. Телефонот, екраните е нешто што ја отсликува реалноста во која ние денес живееме. Реалност во која социјалните мрежи станаат дел од нашето секојдневие, особено кај младите. Тие не се само средство за комуникација, туку и простор каде што младите се изразуваат, учат, но и се соочуваат со бројни предизвици кои директно влијаат врз нивното ментално здравје. Од една страна, социјалните мрежи нудат многу можности. Тие овозможуваат поврзување со луѓе од целиот свет, размена на идеи и искуства, како и пристап до огромна количина на информации. Младите денес имаат можност да учат нови вештини, да ги развиваат своите таленти и да ја покажат својата креативност пред широката публика. За некои социјалните мрежи представуваат и простор за поддршка, каде што може да најдат разбирање и пријателство. Но од друга страна, за тие екрани се кријат и сериозни ризици. Еден од најголемите проблеми е споредувањето. Младите постојано се изложени на совршени животи, филтрирани фотографии и нереални стандарди. Ова често доведува до чувство на несигурност, намалена самодоверба и незадоволство од сопствениот изглед и живот. Се јавува тага, завист, љубомора, чувства кои се тешки за младиот човек да ги носи. Дополнително, зависноста од социјалните мрежи станува се почеста. Постојаното очекување на лајкови и коментари создава чувство на напнатост и анксиозност. Наместо да бидат алатка која служи на човекот, тие стануваат нешто што го контролира неговото внимание и време. Ова негативно влијае врз концентрацијата, учењето, па дури и врз квалитетот на сонот. Креативноста пака и дел од младите тргнува во погрешна насока. Обидувајќи се да соберат што повеќе лајкови и следачи, тие се покажуваат во тотално погрешно светло, некогаш и дури себе понижувачко. Каков човек ќе израсне од сето тоа? Не смееме да го занемариме ниту сајбер насилството. За анонимноста на интернетот, зборовите често стануваат поостри и понавредливи. Навредите и смењувањето може да остават длабоки траги кај младите, понекогаш со сериозни последици по нивното ментално здравје. Имаме многу примери за жал, каде што поради навреди и неприфатеност на социјалните мрежи нивната средина, многу млади одлучиле да посегнат по себе, односно поради тој виртуелен свет да изгаснат своите животи. Затоа се постава прашањето што можеме ние да направиме. Одговорот е баланс и свесност. Јас сум мајка на 3 деца. Едното е 11 години, другото 4, и третото ми е 2 години. Кај мене во мојот дом телевизор ние не пуштаме. Значи освен менталните болести кои што докторка да ги каже, они психолошки заболувања, пореметувања, постои и аутизмот, кој што денеска значи е со многу голем офат кај децата и поради тоа тој стекнат аутизам токму од екраните ги осакатува децата. Знам дека е тешко да одиме во чекор со сите настани, сето на времето што ни го налага нас да бидеме во тек, но меѓутоа мора да најдеме време, да најдеме баланс, каде што ние, без да го гледаат тоа децата, самите ние ќе ги гледаме екраните и ќе бидеме во тек со сите настани што се случуваат и што не обкружуваат, без тие да го засегнат тоа и без да стана дел од тоа и без да навлегуваат во екраните. Значи екраните, еве телефони, лаптопи, таблети, компјутери, буквално моите 3 деца, ја пример себе си се зема, се буквално одделени од тие работи. Иако моето најголемо дете оди на училиште е 5 одделение, има време, има часови, има наставен предмет каде што ќе може да го учи сето тоа и тогаш да го стекнува знаењето што треба да го стекне. Одлична иницијативата исто така на Министерот за забрана за користење на телефони во училиштето. Тоа го има во нашето училиште во Македонски Брод, од каде што со јајството и со камерите. Но тука ние не треба да застанеме. Обврска имаме сите ние да ги насочуваме децата и младите и после училиште. Потребно е младите да научат да ги користат социјалните мрежи одговорно и умерено, да разберат дека она што го гледаат не е секогаш реалност, да научат да го ценат вистинскиот живот, разговорите лице в лице, пријателствата без филтри и моментите што не се споделуваат, туку се доживуваат. Потребно е да не ги заборават, туку да ги ползуваат вистинските вредности во животот. Родителите, наставниците и општеството имаат важна улога во овој процес. Со поддршка, разговор и разбирање можеме да им помогнеме на младите да изградат здрав однос кон дигиталниот свет, но и да не дозволат истиот да ги надвладе и контролира, да научат на она што го викаме граница, затоа што не само државата може да влијае врз нив, ние како родители сме тие што први треба да ги научиме и да им посочиме како треба да прават. Не сме да се дозволи човековата вредност да се мери во лајкови, ниту среќата да зависи од тугите објави. Вистинскиот живот не се случува на екран, тој се случува тука и сега, во реалноста што ја живееме. Накратко, да бидеме ние промената што сакаме да ја видиме во нашите деца. Ви благодарам на вниманието.